Почитувани гледачи, наш денешен гостин е господинот Александар Кирацовски, заменик министер за информатичко општество и администрација и подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи на телевизија КЕС. На почетокот, ете како актуелен заменик министер за информатичко општество и администрација, кажете ни нешто повеќе околу комуникацијата со министерката и околу вашите ингеренции во оваа сфера. Благодарам на прашањето. Откако стапив на оваа функција, најпрво се осврнав на создавање на мојот кабинет, кој што не одеше баш лесно со сите пречки и сите останати аспекти кои што партиските кадри на ВМРО-ДПМН вградени во ова министерство не ги приредоа при создавањето на кабинетот и сето на етаблирање во самите министерства кои што сите ние 5 мина од опозицијата сме вградени во самата власт како контрола на власта. Да се навратам на прашањето, комуникацијата со самата министерка, господјата Марта Арсовска-Томовска е на едно асертивно ниво, една оптимална комуникација, доволна за да јас можам да ја извршувам мојата функција максимално оптимално, а сепак министерството со сите своји активности да може да продолжи онака како што функционирало и претходно во недел, кој што го правило добро. Кои работи вие ги укажавте на министерката и воедно и на премиерот Димитриев дека треба да се променат за работата на министерството и воопшто за владата? Нашите ингеренции во самите министерства се од три аспекти. Ние имаме за цел да ги детектираме сите правни, финансиски и кадровски точки преку кои што властодржците претходно корумпирале избори. Со господинот Димитриев досега сум немал комуникација, но со министерката постојано, што тет-а-тет, што преку пресконференции, некојаш и се препукуваме за некои аспекти кои што се важни за самите избори, а имаме различни размислувања. Им укажав на повеќе работи, укажав на некои аспекти кои што имаат криминален дел, особено во неколку проекти кои што се гледа дека тенденциозно, народски кажано, се наместени од аспект на тендерирањето. Тенденциозно се гледа дека одреден проект или одреден тендер кој што за одредено софтверско решение, например, кој што на пазарот чини околу 500 до 600 илјади евра, од буџетот на самото министерство се предвидуваат милион и нешто илјади евра, се формира одредена комисија, еволуационен тим кој што треба да ги предвиди сите правила и процедури за учество на тој тендер и тие, за волја на вистината, така вешто ги изведуваат тие пропишани правила кои што ги пропишуваат аспектите за кои компаниите треба да учествуваат, уште да наведат која компанија со назив, име и презиме на собственикот треба да го добие тој тендер. Меѓутоа, тоа е и помалку важно. Она што е најважно од аспект на изборите во ова министерство е списокот кој што од Министерството за информатичко општество оди до Државната изборна комисија во вкупно рок од 8 дена од распишувањето на изборите. Список со вкупниот број на вработени во јавниот сектор, селектирано со сите оние кои што може да учествуваат во органите и телата на Државната изборна комисија за спроведување на изборите. Зборувам алокација на тие ресурси по рандом систем од страна на Државната изборна комисија кон општинските изборни комисии и кон избирачките одбори. Имам индикации, имам и докази дека во претходните години од страна на ова министерство до Државната изборна комисија се испраќале селективни списоци. Не знам од која причина, претпоставувам дека од општинските комитети на ВМРО-ДПМН се испраќале списоци со име, презиме на административните службеници и вработените во јавниот сектор, кои што се најверојатно членови и симпатизери на ВМРО-ДПМН, па така на тој начин да можат најверојатно да бидат истите избрани за да бидат подоцна алоцирани на овие клучни места за спроведување на изборите. Имаше една информација, нели, дека имало една бројка на јавни институции, па бришење на институции околу бројката на вработени во јавната администрација. Што се случувало? Бројката на институциите заедно со бројката на вработени во јавниот сектор е
можеби актуелна тема, на министерката се уште не даде одговор како, зошто и кога се укинати овие 88 вкупно институции од над 1300 институции во претходниот период. Но она што е важно е утврдувањето на бројката на според граѓаните јавноста, јавната администрација, но овој пат, согласно законот и правилата, на вработените во јавниот сектор. Овде сакам добро да го објаснам ова. Јавноста кога дискутира за јавната администрација и ја интересира вкупниот број на јавната администрација, сушност мисли на вкупниот број на вработени, а и ние како политичари почнавме да го гледаме тоа на тој начин, затоа што е важно во ова општество, вкупниот број на вработени врз кои актуелната власт може да има влијание. Тука имаме административни службеници, кои според мене се помеѓу 35 и 45 илјади вработени. Тие се дел од една поширока категорија на вработени во јавен сектор. Покрај административните службеници, во вработените на јавниот сектор се категоризираат сите вработени во државните и локалните органи, како и во сите институции кои што обавуваат дејности од образованието и науката, здравството и културата, спортот, јавните предпријатија, разни фондови, агенции, така натаму и така натаму. Според Министерството, овој вкупен број на административни службеници и вкупен број на вработени во јавен сектор се вкупно е околу 130.000 вработени. Што се уште не е точно, затоа што начинот на кој што ги прибра овие информации беше спроведен во едно хаотично време, кога тие ИТА да распишат и да спроведат избори на 24 април и следствено на тоа направија бројни грешки и неправилности и нерегуларности. Она што е исклучително важно е дека самата држава и државната рака, особено кога ВМРО ДПМН е владе, има влијание врз сите вработени во јавниот сектор, но и во сите трговски друштва, акционерски друштва со делумна, доминантна или целосна собственост на државата, како ЕЛЕМ, СМ, Регбитова и така натаму и така натаму. Овој број е многу важен да се дознае. Јас немам право да го побарам официјално овој број од трговските друштва каде што самата држава има одредена собственост, но политички можам да го поставам ова прашање и ќе го барам во наредниот период. Дополнително, исклучително е важно власта и локалните власти особено да ги соопштат сите вработени, односно бројот на вработени кои што се на определено работно време во јавните предпријатија и општините преку Агенцијата за привремени вработувања. Ова е мощно важно, затоа што овој број севкупно, и тоа е она под кое што самата јавност подразбира администрација, се проценува дека е над 170.000 вработени. Тоа е нешто што е мощно интересно и кое што за многу скоро време сите ние ќе треба да го дознаеме. СДСМ ја критикува владеачката структура во речиси сите области, значи и на работењето. Па сега кои се концептите на СДСМ, доколку ја освои власта, како ќе ја води државата? СДСМ нема доколку, туку ќе ја освои власта и тоа на следните парламентарни избори кои што ќе се одржат на 5 јуни. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, особено во последниот период, ја изостри разликата помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. Ние сме начисто дека сме социјалдемократи, а тие глумат дека се демохристијани. Сите ние видовме на кој начин владееле сиот овој изминат период, особено во последните 5 или 6 години. Како ги узурпирале медиумите, како креирале политички затвореници, како рушеле објекти на политички опоненти. Сите ние видовме како власта троши над 620 милиони евра во глупости, во споменици, панорамски тркала, ајкули во реката Вардар, додека од другата страна во општеството голем дел од нашите сограѓани живеат во беда и во сиромаштија, живеат буквално среднав некои места, рурални средини, каде што луѓе, наши сограѓани, живеат без водовод и канализација. Сето тоа потврдува дека овие властодржци и се она што ние како опозиција обалуденивме, се што правеле, не правеле за народот и за граѓаните, туку за самите себе. Тие буквално потврдија дека нашата држава ја гледаат единствено како акционерско друштво, како своја собственост, од која на крај на годината очекува дивиденда.
нив ништо друго не ги интересирало освен нивните deal-oriented политики. Поради нивното владење и нивните deal-oriented политики, фактите кажуваат, над 500.000 наши сограѓани го напуштиат своето родно огниште, пред се млади луѓе. Од нивните deal-oriented политики, над 180 наши сограѓани живеат со по 1 евро на ден. Од нивните штетни политики, недомаќински политики, секој новороденче се раѓа со 2000 евра долг. Им се случи една непријатна ситуација, затоа што од нивните deal-oriented политики тие станаа наркомански зависни од финансии. Затоа ние како Социјалдемократски сојуз заедно со целата опозиција на еден демократски начин ќе ги оздравиме, ќе ги спратиме во опозиција. Но зошто сме ние поразлични? Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ја потврди својата предизборна програма, која што допрва ќе биде промовирана и етаблирана согласно законскиот рок уште во декември минатата година. Ние сме за демократско општество и праведно општество наспроти властодржците кои што се за автократија. Ние сме за економски праведно општество и општество каде нашите сограѓани, независно, сиромашни, од средна класа или богати, сите ќе живеат во еден удобен живот. Ние сме за општество во кое што нема да се плашиме сите ние каде да го одведеме нашето дете за да го лечиме во која здравствена установа, затоа што здравството е срушено. Нема да се плашиме во која школа или во која градинка да го одведеме затоа што образованието е девалвирано. Имаме бројни мерки, бројни решенија и токму истите во наредниот период и тоа како ќе изострат разликата помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН. Има ли доволно време да се создадат услови за фер и демократски избори на 5 јуни? Јас посакувам и се надевам дека оние два клучни аспекти, прочистувањето на избирачкиот список и регулацијата на медиумскиот простор ќе се случат за многу скоро, за ние да отидеме на 5 јуни на парламентарни избори и конечно да се ослободиме од овие властодржци кои што направија и тоа како големо зло врз граѓаните врз Република Македонија. Морам да потенцирам дека доколку ВМРО-ДПМН имаше желба и политичка волја, овие два аспекти, два клучни столбови за фери демократски избори, да ги абсолвираме со време и да не го кочеше сиот овај процес на преговори, ние најверојатно ќе имавме фери демократски избори на 24 април. Но тоа не се случи. Вие знаете дека после Пржинскиот договор Државната изборна комисија требаше да биде формирана во јули, тоа се случи во декември, после 6 месеци. Дебатата за медиумите требаше да биде отворена и абсолвирана до август, се уште не е ни соодветно започната. Преодната влада требаше да се формира до 20 октомври, се формира на 11 ноември и сите тие доцнења придонесоа одлагање на изборите од 24 април до 5 јуни. Сега се надевам дека власта ќе се охрабри да не го кочи, да се приклучи со сите наши сограѓани и со нас како опозиција во прочистувањето на избирачкиот список заедно со Државната изборна комисија и дека ќе се охрабри и ќе пристапи кон реално придонесување за регулација на медиумскиот простор и еднакво и непристрасно информирање од страна на оние најгледани и највлијателни медиуми кои што во овој момент се под пазувите на власта. Го спомнавте, значи, избирачкиот список. Изминатиот период бевме сведоци дека граѓаните сами утврдуваат дека на нивните адреси се запишани многу други лица и сега дали и како е можно да се прочисти избирачкиот список? Може ли Државната изборна комисија да си ја заврши работата и тоа се да се направи за избори на утврдениот датум? Ги охрабрувам граѓаните, тие веќе се охрабрени, што самите... И бесплатна линија, нели, отворивте телефонска за да може неправилностите да се ги пријават? Социјалдемократскиот сојуз на Македонија отвори и бесплатна телефонска линија каде што граѓаните можат да ги пријават сите неправилности во самиот избирачки список. 02 3293 109 е телефонската линија, која што е 24 часа на располагање на сите наши сограѓани. Државната изборна комисија, за среќа, после долго време е непристрасно тело, кој што професионално, а тоа го потврди во изминатите неколку месеци, професионално се обавува својата работа. Ние очекуваме, затоа што методологијата е веќе утврдена и тие си работат по таа методологија, ние очекуваме
при направеното мечирање или споредба на податоците на избирачкиот список од повеќе институции, чинаме 11 институции, дека ќе има спорни или неконзистентни податоци над 100.000. Тоа е нешто што подоцна теренски ќе треба да се почистува и доколку сите имаме политичка волја, доколку сите сме начисто дека 5 јуни е вистинскиот датум, има мегдан и начин да се среди делот на медиумите и самиот избирачки список, тогаш можеме да отидеме на 5 јуни на избори. Граѓаните се охрабрија, ние ги охрабруваме дополнително. Прочистувањето на избирачкиот список и делот на медиумите е нешто за кое што самата власт треба да се охрабри, за сите ние заедно да одиме нови избори кои што ни предстојат за веќе неполни 2 месеци. Докаде е регулацијата на сферата со медиумите, кога веќе ги спомнавте? Повторно ќе потенцирам, неколку пати потенцирам охрабрување, власта на вистина треба да пристапи кон решавање на ова исклучително суптилно и важно прашање за спроведување на фери демократски избори. Медиумите се исклучително важни, особено во една парламентарна демократија каде што граѓаните треба искрено и соодветно да бидат информирани за вистината во своето општество. Нема некој посебен напредок во тој дел, но ние ги повикуваме сите политички партии, сите здруженија на новинари, сите медиумски куќи да пристапат кон соодветен разговор и дебата за конечно средување на овој простор. Меѓутоа, податоците кажуваат дека сепак има некакво поместување, но не е доволно. Јас сум оној кој што ја отвори аферата со исплатата на над 13 милиони евра на Сител, Канал 5 и Алфа телевизија во последните неколку години, кои што јасно потврдија и обелоденија зошто всушност овие медиумски куќи се однесуваат така кон власта на афирмативен начин, а нас не демонизираат и сатанизираат. Бројките и проследувањето на минутажата, времето кое што овие медиумски куќи, дополнително и Македонската радиотелевизија, го посветуваат за власта и за опозицијата, од позитивен и негативен аспект, кажуваат дека има мало поместување, но недоволно. Пример, од 1 до 7 март 2016 година. Сите овие 4 телевизии, Македонската радиотелевизија, Канал 5, Сител и Алфа телевизија. Позитивни и афирмативни прилози за ВМРО ДПМН имале 6 часа и 8 минути. Негативни прилози за ВМРО ДПМН имале 0 секунди. За СРСМ, пак од другата страна, позитивни прилози имале едва 57 минути, додека негативни 3 часа и 55 минути. Значи, повторно се доведуваме во ситуацијата наново и наново да потенцираме нешто што е очигледно и јасно дека треба да биде апсолвирано и средено со цел сите ние да одиме на едни фер и демократски избори. Ево начнеме и проблемот околу загадениот воздух. Вие сте битолчанец, тука сте на гости во Тетово, и едните и другите си имаме иста болка, значи загадениот воздух. Каков е начинот според вас да се подобри состојбата на тој план? Загадениот воздух, нажалост и во Битол, и во Тетово и на многу населени места, стана главен проблем во нашата држава. Меѓутоа, за среќа, граѓаните, политичките партии, особено невладиниот сектор, се охрабри и многу јасно и гласно го обелоденува и дебатира за овој проблем кој што не тишти сите нас, без оглед на партиска, верска, етничка и било каква друга припадност. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и во својата програма и својата искрена намера во овој дел ја насочува кон обезбедување на сите државни, условно кажано, загадувачи или загадувачи под раката на самата држава, како што се РЕК Битола, РЕК Осломеј, планира да направи комплетна реорганизација, реставрација на сите оние аспекти и делови кои што придонесуваат воздухот да биде загаден. За сите приватни трговски друштва кои што се загадувачи, ќе придонесеме соодветни поволни кредитни линии и дополнително интервенција од државата, дали ќе биде во делот на каматата, дали ќе биде одреден дел, да ги подпомогнеме да го реставрираат оној аспект, оној сегмент од самиот производствен процес кој што најповеќе загадува. Дали тоа ќе бидат соодветни филтри или нешто друго, ќе одлучат тие самите. Меѓу другото, ќе
обезбедиме и ќе поттикнеме отварање и создавање на соодветни модерни депонии, каде што на еден организиран начин ќе се складира ѓубриштето и сиот оној отпад кој што во овој момент ја загадува нашата животна средина и истиот на најсоодветен начин ќе биде искористен подоцна, односно максималниот процент од истиот ќе биде ставен во еден процес на рециклажа. И овие два аспекти, овие две мерки, решенија и заедно со сите останати во нашата политичка платформа, која што допрва ќе го види светлото на денот, ќе придонесат загадувањето на животната средина да биде драстично намалено. Каков е концептот на СДСМ околу меѓуетничките односи пред се, значи македонците и албанците? Треба ли да се работи на зголемување на довербата, како да се има подобар соживот, ако веќе е нарушен? Ова е суптилно прашање, но за среќа, после долг период, моје лично чувство во целото раководство на СРСМ и на мноштвото граѓани е дека во Република Македонија е веќе постигнат одреден степен на народен стабилитет. А тоа е еден феномен кој што не дозволува ниту партиско, ниту политичко, ниту верско влијание да го раскараат народот. Ние имаме 5 столбови во нашата политичка платформа, од кои петтиот, последниот, се нарекува едно општество за сите. Јас вака велам. Ако сите ние, и македонци, албанци, турци, власи, роми, срби, бошњаци и сите останати, заедно можеме да ги делиме и сиромаштијата и бедата, безработицата. Сите заедно да можеме, ако можеме да разговараме за проблемите. Дури ако сите заедно можеме на грб да ја носиме ова ненародна власт, тогаш заедно можеме и мораме да се исподелиме и довербата и почита. Ниту една привидно создадена или намерно создадена ситуација, како што е ситуацијата од предизвестно време на поставување на двоглав орел од едната страна и поставување на камен темелник на крста од другата страна, нема да придонесат повеќе во нашето општество да се создаваат меѓуетнички и меѓуверски тензии. Активностите на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ или тенденцијата на нивните активности е веќе прочитана. Ние видовме и преку аудио снимките и преку многу други факти и аргументи дека оваа власт, ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, денски се караат, а навечер си делат тендери. Тоа повеќе нема да им помине. Ние не сме за општество во кое било што, па макар и верски символи, ќе не раздвојуваат или ќе не поврзуваат. Ние заедно ќе одлучиме што, кога и каде треба да биде поставено на најсоодветен начин. На крајот на криштата нема нас што да не дели. Ние сме сите граѓани, сите сме жители на Република Македонија, во крајна линија сите сме луѓе и треба условно кажано да се цениме и да се почитуваме како луѓе кои што си ја сакаат оваа земја и сите живееме во едно мирно, да живееме во едно мирно општество и секојдневие во кое што сите заедно ја обезбедуваме перспективата на оваа наша земја, обезбедуваме подобро здравство, образование, ја подобруваме социјалата, да го направиме сите заедно општеството и Република Македонија подобро место за живење. Во последно време, значи, чести се информациите дека стапката на невработеност е намалена и дека од ден на ден, од година на година, значи, бројот на вработени се зголемува. Што се случува тука? Младите ни се иселуваат најчесто поради невработеност. Од друга страна се зголемува вработеноста. Каде го гледате решението со младите? Како се? Апсолутно. Она што јас во изминатиот период го гледам е само изреката на ВМРО-ДПМНЕ и владата на Република Македонија на чело со Никола Груевски дека нешто ќе се случи, дека ќе се вработат, дека ќе се отвараат компании. Иако за волја на вистината, дел од компаниите веќе инвестирале тука, меѓутоа доста спорен е начинот на кој што истите дошле тука. Договорите кои што се потпишани помеѓу владата и самите компании се тајни и класифицирани, не знаеме зошто. Некои информации зборуваат дека за една странска компанија да дојде тука им е дадено и е дадено над 15 милиони евра, некаде над 17 милиони евра. Платите на вработените во тие компании се доста ниски, што на некој начин представува како ние, односно оваа влада и оваа власт свесно да си ги продава своите сограѓани за 9.500 денари, минимална плата за 10 за 12.000 денари.
Меѓутоа, намалувањето, меѓу другото, е придонесено и од големото процентот на вработувањето или намалувањето на невработеноста е придонесена меѓу другото и од огромниот број на иселени млади лица од нашата држава. Она што ние претендираме и сакаме да направиме е барем оние кои што во овој момент размислуваат, особено младите, да заминат од Република Македонија, да ги поколебаме, или оние кои што пресно заминале, да ги вратиме тука. Имаме бројни решенија, бројни мерки. Пример, една од клучните мерки во делот на младите. Ќе направам компарација со ВМРО ДПМН. Ако оваа влада на младите им нуди неповратни 3 до 3.500 евра, со една единствена цел, да им предизвика лажна надеж дека нешто можат да постигнат со тие пари и да ги избрише од списокот на невработени, и со една казна од Управата за јавни приходи да им ги земе тие пари, ние имаме за цел на сите млади луѓе до 35 години, а размислуваме ова граница, би рекол годишна граница, да ја зголемиме, на сите кои што сака да отвора собствен бизнис, да им дадеме неповратни 10.000 евра финансиски средства. Ако имаат добра идеја, ако имаат одржлива идеја и ако таа идеја вработува. Но, нема да бидат само финансиските средства бенефит. Истите ќе ги добијат преку така наречени институции, бизнис инкубатори, кои што ќе ги згрижат овие нови млади предприемачи во првата година. Тука ќе добијат просторна поддршка, просторен капацитет, ќе добијат покрај финансиската и кадровска поддршка, правна поддршка, административна поддршка. Нема да дозволиме младите кои што добиле 10.000 евра туку така да пропаднат во сопствениот бизнис, туку во таа прва година кога се најкревки, да го изградат својот бизнис, да застанат на здрави нозе и тие и самиот бизнис, и подоцна да можат сами да функционираат во ова пазарно општество. Нашиот крај е и традиционално земјоделски, па посебно ги интересира и сферата на земјоделието. Апсолутно. Тука уште веднаш сакам да го разбијам онај спин, она лага која што ВМРО ДПМН преку една агитација на пропаганда сака да го протне во јавноста. А тоа е дека ако СРСМ дојде на власт, нема да има земјоделски субвенции. Тоа е лага. СРСМ не само што ќе придонесе да има субвенции, тие ќе бидат и поголеми. Уште во првата година субвенциите ќе ги израснеме до 160 милиони евра. Но ќе одат кај вистинските земјоделци. Ќе направиме комплетна ревизија на државното земјоделско земјиште. Нема да дозволиме локални земјоделски шерифи кои што се истакнати кадри на ВМРО ДПМН да приграбуваат огромен дел од површината и подоцна да земат субвенции независно дали нешто произведуваат или не, или да го реиздаваат на останатите. Мислите дека има манипулација околу делење на субвенциите, личностите кои што ги примаат и... Па јас мислам дека нашиот дополнителен заменик министер во земјоделие Љупчо Николовски веќе во јавноста стана и препознатлив по обелоденувањето на криминалот токму во земјоделието. Меѓутоа, покрај тоа, ја враќаме во игра зелената нафта. Так. Персоналниот данок на доход на земјоделците, ако на истите име примарна дејност, ќе им го укинеме. Тука има мноштво други аспекти. Младите земјоделци ќе бидат поддржани со до 35 години со 10% повисоки субвенции. Во првите 3 години нема да бидат приморани да плаќаат за државното земјиште. И многу други аспекти кои што самото земјоделие ќе го направат попродуктивно. Субвенциите ќе бидат стимулативни и ќе бидат развојни. Пример, самите земјоделци, поледелците, субвенциите ќе ги добиваат во септември, да се спремат за сидбена сезона. Сточарите, субвенциите ќе ги добиваат во јули-јуни, кога добиточната храна е нефтина, после жетва. Тутунарите, субвенциите ќе ги добиваат веднаш после предавањето на тутуна да се подготвуваат за наредна реколта. Градинарите, овоштарите, лозарите, февруари, март, април. И тоа на еден стимулативен начин. Сточарите, пример, кои што до вчера имале, карикирам, 10 крави. За новите 10 или 20 крави, грла крави, ќе добијат 30% повисока субвенција отколку за сите втора. Тоа ќе биде и за грла овци, и за сите останати, за сиот останат добиток. Доколку до претходната година одреден земјоделец имал земјоделско производство на 10 хектари
за новите 10 хектари ќе добие плюс 20% стимулација на субвенцијата. И сето тоа со една единствена цел. Наместо да не се случува ово што не се случува сега, според власта над 400 милиони евра доделени субвенции, да не се намалува земјоделското производство, ние на еден соодветен оптимален начин да го развиеме и тоа да оди нагоре за бенефит на сите. Господине Кирацовски, начнавме многу теми. Ви благодарам за гостувањето и се надевам дека повторно ќе ни бидете гости во нашата телевизија. Ви благодарам на поканата, ми беше многу пријатно и јас се надевам дека за скоро ќе се видиме повторно во оваа емисија. Ви благодарам.